на идеите на ВМРО ДПМНЕ. Трето, зад плаштот на 4-5 заинтересирани групи, со вклучување на свое членство, кое го мотивираат дека ќе го вработеле ако дојдат на власт, организираат по 2 протеста недавно пред владата и блокада на улиците, за да го иритираат народот и да градат атмосфера дека владата е неспособна да ги реши проблемите. Забеганоста, како што велат тие, оди до тој степен што Стефчо Јакимовски им се заканувал со откази на негувателките ако не излезат на протест, а оној Маријанчо одел дури и ги убедувал инвалидните лица во нивните организации да излегували и тие на штрајкови. Замислете до каде дојдоа. Замислете со што се занимаваат. Четврта работа, Бранко посети 2-3 штали за да покаже дека е посети 2-3 штали за да покаже дека е информиран, дека во Македонија има земјоделци кои што имаат проблеми. Стратегијата е да се оди секаде каде ќе се чуе за проблем, но проблемот е сушност што нема минато со дела кај нив, за да му веруваа дека тој ќе го реши проблемот. Луѓето за да веруваа треба да имаш минато со некои направени дела. Таму ги нема и не веруваа дека тие ќе им го решат проблемот. Пето, најново што шират еден оптимизам меѓу членството е дека Бранко наводно се договорил со Велија да им помогнел да се врателе на власт. И сега на тоа уволежат. Велија ќе им помогнел и чекаат. Чекаат сега. Добре, Бранко се договорил. Ја ангажира старата ергела на Бранко Црвенковски од типот на Фрчко, Ѓунер, Сашо, Геро, Ефтов, Милчин и неговата група што му е на платниот список, засилени од Стефчо, и на нив рачунаат, они исто ќе ги спасувале. Значи, втор спасувач. Втора група на спасувач. И на нив чекаат сега. Седмо, следно што смислиле, секој ден ќе емитувале спотови со кои со клевети и манипулации сакаат да ме оценат мене. Те сум бил виновен за Светмилк, те сум го заштитувал Фудбалскиот сојуз на Македонија и така натаму. На овој начин на трошење на парите на олигарсите со емитување на спотови на една телевизија, јас кусо ќе му одговорам на Бранко Црвенковски. Знае народот, Бранко, знае. Џабе ти са спотовите. Осмо. Чекаат, ако не се реши името, да се зголемат противниците на ВМРО, па тука они нешто да добијат. Девето, и замислете, Бранко дојде на дередже да мора да коалицира со комичната група наречена Титови леви сили, да се врати во дружба со Стојан Андов и Тито Петковски, кои што знам дека органски не ги поднесува, или да прави средби и да крои планови со Љубе Бошковски, кого од секогаш го коментирал со подсмех. И десето, најзабавното. Се обидуваат во јавноста да продадат приказна дека Бранко ќе оправувал економијата. Замислете, народе, Бранко ќе оправувал економијата. Народе, замислете, Бранко ќе оправувал економијата. Бог да.
Благодарам. Но да ги оставиме нив со нивниот стил на работење. Кој зашто учил? Ние ВМРО ДПМН ќе продолжиме напред. Ни следуваат крупни реформи. Ни следуваат крупни реформи во судството и во администрацијата. Ни следува понатамошно справување со глобалната криза. Ни следуваат нови инвестиции, нови градби. Ни следува решавање на уште многу проблеми на граѓаните. Ни следува доисполнување на програмата ветена на народот. Ни следуваат нови реформи. Продолжува нашата борба за членство на Македонија во НАТО и во Европската Унија, но и за реална европеизација на Македонија. Ни следува уште многу борба против криминалот и корупцијата. Имаме уште многу работа. Работа за која што сметам и на младите луѓе. Сметам и на вас од Унијата на млади сили. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН! Честитки до раководството на Унијата на млади сили, посебно председателот Сашо Стефановски, за успешната работа. Да живее Република Македонија! Да живее Европска Македонија! Sport.